Со обновата на византиската држава во 1261 година, и Охридската архиепископија настојуваше повторно да ги врати територијата, силата и угледот што ги имаше во 11 и 12 век, но ги загуби под ударите на западните крстоносци. На незината територија во првата половина на 13 век се формираа нови црковни институции што му откажаа послушност на Охридскиот поглавар. Во општата политика на консолидирање, византискиот император вршеше притисок врз бугарската и српската црква, настојувајќи да ги подчини на старото црковно седиште во Охрид. Предводникот на цариградската делегација Ѓоргија Акрополит на Екуменскиот собор во Лион 1274 година, во текот на преговорите за унија со католиците, изјави дека бугарската и српската црква ке мораат да ја признаат власта на Балканското светилиште во Охрид. Тогаш царот Михаил VIII именува намесници во Македонија и во Албанија, кои му беа верни во борбата за обнова на државата, а ним им ја довери власта во Охрид, Прилеп, Костур, Девол и Драч. Во тие прилики на општ полет почнува обновата и на уметничкиот живот, со интензивна изградба на црковни споменици од воените велможи и црковните великодостојници. Идејата за политичка и црковна превласт на Балканот во крајот на 13 век се покажа сосема нереална, но фикцијата за историската величина се негуваше упорно и без отстапки. Тоа време остави забележливи траги во уметноста, во литературата и во филозофијата. Во тие културно-историски рамки, во 1295 година беше подигната и живописана Охридската црква Свети Климент Перивлепта. Настаните што се одвиваа во втората половина на 15 век, како да ја предодредија судбината на оваа црква дури до наше време. Бидејќи кон 1466 година катедралата Света Софија беше претворена во џамија, храмот на Климент Перивлепта останува соборна црква. Со уривањето на првиот Климентов манастир и запуштањето на другите цркви во време на османлиските удари, охридските икони со сребрени окови и емајл, стотина ракописи од 10 век наваму, меѓу кои и најстарите музички дела со неумска нотација и други црквени предмети и моштите на Климент Охридски, беа пренесени во оваа црква која единствено беше поштедена од уривање или претворање во џамија. Подоцна, кога настапи времето на конфесионална толеранција под турската управа, околу Климент Перивлепта, врз рамното плато на споменикот, се подигна архиепископската палата, огромно здание на балканската архитектура, што ќе исчезне во пламенот на еден голем пожар. Во средината на 19 век, околу црквата ќе се формира комплекс на манастирски конаци, а во близината ќе бидат обновени малите храмови, параклиси, што придонесуваат овој манастирски центар да добие изглед на вистинско средновековно светилиште. Овој споменик не импресионира со величината или со димензиите на архитектонските маси, но затоа понесува како дело создадено по човечка мера, хармонично, пропорционирано според хуманистичките сознанија на палеологовската ренесанса. Во време кога е подигната, црквата доби форма на впишан крст со купола и припрата на западната страна. Подоцна, околу неа се призидуваат други делови и голем отворен трем, но и тие ја почитуваат незината хармонична силуета, што постепено се спушта од куполата надолу
како втора градска доминанта и пандан на првиот Климентов храм од 9 век. Фасадата на црквата, особено незината источна страна, представува раскошен килим со пластични игри на малтерските спојници и црвените тули, што со време добиле благородна патина на историјата. Покривните венци, прозорците на тамбурот, плитките ниши и колоните, заедно со игрите на шаховските полиња, меандрите и запците, го облагородуваат просторот на овој древен охридски рид. Всушност, оваа Климентова црква со тие квалитети се вбројува меѓу најубавите и најхармоничните крстообразни решенија во последните векови на византиската архитектура. Од автентичните историски извори сочувани од средината на 14 век знаеме дека манастирот Свети Климент или Перивлепта е мощне, богат и угледен во Охрид. Исто така знаеме дека покровителството над него го презема кралицата Елена заедно со епископот Деволски Григорий, висок прелат на Охридската архиепископија. 70 години по делото на Михаил и Евтихи се појавуваат нови мајстори, кои што за новите ктитори ќе ги работаат новите простори на Климентовата црква. Именно во тоа време, околу 1365 година, синовите на охридскиот наместник Севастократорот Бранко го преземаат обновувањето на бочните капели, тремот, кои што во целина добиваат ново сликарство со вонредни квалитети. Тоа е веќе период за кого што во Охридскиот круг стигнуваат вести за продорите на турците во Тракија и нивното приближување кон централниот простор на Балканот. Кога пред 20 години беа очистени фреските на овој споменик од доцните наслаги на Чад, веќе беше сосема јасно дека фреските на Свети Климент се всушност прв датиран споменик на палеологовската ренесанса, последна голема фаза во развојот на византиската уметност. Ако треба да се осврнеме пак на самиот споменик, тогаш веднаш со сигурни аргументи може да се истакне дека е тој подигнат од темели 1295 година од охридскиот наместник Прогон Згур и неговата супруга, инаку ктиторот на храмот е зет на византискиот император Андроник Палеолог II. Црквата во прво време е посветена на Богородица Перивлепта. Меѓутоа, незината стара посвета во историјата се менува. Именно во 15 век, кога изворната црква на Климент Охридски е претворена во џамија, тогаш коските на охридскиот патрон, заштитник, патрон на Охридската архиепископија, Климент Охридски, се
селат во оваа црква и оттогаш таа го носи името на Климент Охридски. Во светот на науката, како и меѓу љубителите на уметноста, таа е позната со двете посвети, и како Богородица Перивлепта, и како црква на Климент Охридски. Сводовите и зидовите на црквата се покриени со десетина циклуси на изворно сликарство од крајот на 13-тиот век. Под зидовите на споменикот зачекоруваа стотици ликови, волуминозни и силни, самосвесни, со впечатливи лица, без артифицијалност. Михаил и Евтихиј, како да сакале одеднаш да и се спротивстават на метафизичката убавина што во Македонија наоѓаше своји мецени во претходниот период, и да создадат еден ликовен свет што ќе биде многу поблиску до скромните, набожни градски слоеви. Тоа беше всушност пат низ кој човекот се обидуваше да го приближи божеството кон себе и да го осмисли по мера на собственото траење. Протопалеологовската ренесанса во овој споменик повеќе од каде и да било ја отфрли идеалистичката комнинска уметност на високите клерикално-властелински кругови и донесе лаичко, народно, градско урбано сваќање за визуелната представа на светите теми и личности. Се менува и односот кон просторот и се поставува прашањето на длабочината и третата димензија. Така, во композицијата Молитва на Гетсиманија се насликани повеќе планови со нивно надвишување, а неколку фигури се дадени во смели движења и скратувања, што изненадуваат со храброста на нивниот третман. Во сцената на Тајната вечера, исто така се разрешуваат некои принципи на третата димензија со поставување на преден, среден и заден план, што со себе има и сликаната архитектура која презема нова улога на мизансцен и пандан на ликовите што го носат дејствието на сликата. Меѓутоа, ако може да се зборува за еден условен реализам на тематиката и незиното транспонирање со силни драмски акценти, тогаш треба да се застане пред предавството на Јуда, каде што се групирани војнички маси со исукани мечеви, врз кој се спушта диагоналата на јудиниот предавнички гест кој го бакнува Христа. Во долниот агол, како напоредно дејствие, се гледа апостолот Петар кој му го сече увото на еден од војниците. Повишен драмски патос среќаваме и кај судењата на Христа, исмејувањата на толпата околу него и патот на Голгота, под крстот каде што тој одбива да испие жолчта измешана со оцет. Под неговиот крст, како вистинска жанр сцена, изгледа коцкањето на војниците што се спорат околу одземањето на Христовите алишта. Оплакувањето Христово е единствена потресна сцена без споредби со современите представи, но во континуитет со ингениозната композиција од Нерези. Над мртвото тело на Христа се спушта толпа од луѓе во жалост со изразит емотивен набој. Блиските ги бакнуваат неговите раце и нозе, Богородица паѓа во несвест,
жените ги кубат косите и ги фрлаат шамиите. Плачат заедно со луѓето и така наречените небески сили, ангелите. Во левиот агол е насликана група жени тажачки, секако според изворна обсервација на зографите на народните обичаи. Овде првпат опширно е илустриран апокритниот живот на Богородица и циклусот на незината смрт, во кој доминира огромната монументална замислена слика на успението врз западниот зид на црквата. Низ сцените на првиот циклус, мајсторите ја доловуваат непознатата интима на семејниот живот. Редица отворени прашања за средновековната историја на уметноста се наметнуваат низ сцените милувањето на Марија од нејзините родители, Јоаким и Ана, потоа нејзините први самостојни чекори и свеченото влегување во храмот. Ако кон овие сцени се додадат претходните сцени во домашниот ентериер со представата на жените што донесуваат дарови за новороденчето, тогаш станува јасно во која мера сликарите успеале да ја хуманизираат старата легенда за Марија и да ја вообличат со сензибилитет на луѓе од послободна градска средина кон крајот на средниот век. Жив интерес предизвикуваат и студиите на старците предводени од Јосиф, што ја очекуваат Марија во својот дом, и ликот на бремената жена уплашена и збунето од благовештението крај бунарот. Почесно место во декорацијата на живописот им е посветено на светите војници. 8 фигури на чело со Ѓорѓе и Димитрија се поставени на западните столпци со воена опрема, копја, мечеви, штитови и панцирни кошули. Тоа место на воините им припаѓа не само затоа што се тие маченици и застапници во молитвите на спас на луѓето, туку во овој случај тие се и покровители на самиот донатор Прогон Згур, што е воен заповедник на градот, а како зет на императорот веројатно ја држа власта во поширокиот регион. Домашните културни традиции се пројавуваат со заедничкото портретирање на Климент Охридски и еден истакнат охридски архиепископ, поет и обштественик од 13. век Константин Кавасила, кој починал непосредно пред украсувањето на црквата. Ним им е дадено мощно угледно место во декорацијата на храмот. Дури порано Климент се сликал зад иконостасот, засолнет во олтарот, далеко од очите на посетителите. Сега тој е видлив за сите што му се обрнуваат со молитва како на градски заштитник и прв словенски учител на Балканот. Писателот Константин е насликан крај него, затоа што испел повеќе песни во слава на Климент и неговите учители Кирил и Методи. Живописот во припратата исто така е дело на Михаил и Евтихиј и има сосема специфична тематика. Тоа е прва и во исто време најголема галерија на старозаветни праобрази, тоест библиски слики што ја навестуваат Христовата појава низ метафори, символи и алегории. Тоа е во основа интелектуално сликарство, засновано врз сложени богословски текстови што не им дозволувале на зографите да ја пројават својата ингениозна инвенција
како во олтарот и наосот на оваа црква. Особено внимание привлекува откривањето на десетина потписи и автограми од зоографите Михаил и Евтихи врз нивните фрески. По еден случај тие ги сликаат и бистите на своите именјаци, патроните Свети Михаил и Свети Евтихи, како потсетување на нивниот авторски удел во декорирањето на црквата. Во широкиот круг споменици од византискиот стил, од Кавказ до Венеција и Сицилија, нам не ни е позната ни една живописна декорација во која се оставени толку многу потписи на мајсторите. Тоа е еден нов феномен во сваќањата за личноста и местото на уметникот во општеството, во кое творецот не се помирува со својата анонимност. Во претходниот период од 11 до 13 век, мајсторите се третирани како занаетчи и изнајмени од донаторите што го плаќаат подигањето и украсувањето на споменикот. Хуманистичките тенденции кон крајот на 13 век како да даваат можност мајсторите да ја потврдат својата творечка индивидуалност. Впрочем, проучувањата покажуваат дека Михаил и Евтихи не биле само големи зоографи, туку интелектуалци што ја познавале книжевната и филозофско-богословската мисла на своето време. Подоцна, во почетокот на 14 век, како предводници на зоографска работилница, тие многу поретко ги ставаат своите имиња и автограми. За нивното потекло и формација ништо не се знае, но привлекува внимание фактот дека името Астрапа, што значи светкавично брз, а во Охрид се спомнува како презиме на зоографот Евтихи, е пронајдено во солунските текстови од крајот на 13 век. Како можеме да ги објасниме иновациите во живописот на овој голем охридски споменик и каде се крие нивниот извор? Познато е дека уметниците на палеологовската ренесанса се служеле со антички и хеленистички примероци, пред се од ракописната илуминација. Во фреските на Михаил и Евтихи, античката инспирација многу ликовни појави ги објаснува, но не ги одгонетнува. Имено, овие фрески поседуваат една димензија што ги чини во некои елементи блиски со италијанската уметност од 13 век. Таа субстанца што навестува излегување од токовите на византиската естетика, па дури и обнова на класиката и конкретното зачекорување во животот, се уште не е објаснета, и што е карактеристично, таа ќе исчезне од нивните дела во почетокот на 14 век. Враќајќи се кон делата на Михаил и Евтихи, т.е. кон сликарството од крајот на 13 век, не е на одмет да се начне едно прашање присутно во истражувањата на современата историја на уметност. Именно станува збор за односот на Михаил и Евтихи кон проторенесансната уметност на Запад. Творците на теоријата за приматот на европската ренесансна уметност наметнаа очигледно критериум за вреднување и на делата на византиската уметност. Но во секој случај тоа е една теорија која денес можеме да ја сметаме за превозидена, заради тоа што вреднувањата на византиската уметност не може да се подвргнат на критериумите од западните канони. Уште во предвоенниот период, францускиот истражувач на Македонија Габриел Мие, познавајќи некои дела на Михаил и Евтихи, но не и фреските во Перивлепта, ја постави хипотезата за почетоците на проторенесансната уметност во Македонија и за хронолошката и друга предходница на Михаил и Евтихи кон Џото. Посебно, односот на Михаил и Евтихи кон фреските во Капела де ла Рена во Падова од 1303 година. Во современите вреднувања, т.е. вреднувања на современата методологија, ипак треба да се истакне фактот дека Михаил и Евтихи
не поаѓаат од премисите на Џото. Или, уште поточно, Џото својата иконографија скоро во целина ја должи на византиската иконографска школа. Џото и Михаил и Евтихи се современици. Тие се големи уметници на два уметнички израза, на две уметнички сфери кои што не би требало механички да се споредуваат. Вреднувањето на едниот и другиот не треба да подлежи на старите канони од 19 век, а прашање е на однос према групацијата на Византија и на Запад, дали ќе се даде превосходство на едната или другата страна, што е конечно и прашање на вкус. Михаил и Евтихи во Перивлепта инаугурираа норми кои што меѓутоа ќе бидат во почетокот на 14 век напуштени. Проторенесансните елементи кои што на извесен начин се појавуваат во Перивлепта не би требало да бидат компарирани на тој начин на кој што досега беа со делата на Џото. Фреските на црквата Свети Климент Перивлепта се рани дела на двајца исклучително надарени уметници кои подосна во своите зрели години нема да го повторат подвигот од крајот на 13 век во Охрид. Овој сликарски ансамбл, колористички пренапрегнат и робустен, но стилски единствен, останува како пример на творечка храброст, што подосна ќе биде заменета со манирот на класицистичка перфекција. Угледот на дворската цариградска струја ќе претежне во втората фаза на Михаил и Евтихи и ќе ја замени нивната рана солунско-македонска уметничка побуна. Тоа беше неминовен данок на дворско-феудалната структура, која уште долго ќе остане основен фактор и регулатор на ликовните критериуми на своето време.